18 години. Знаете ли која е незастапената професија со која се занимава секој пети македонец, а не фигурира во нито една статистика? Војник. Партиски војник. Ете таа е незастапената професија. Основен документ за легитимација на овие луѓе е партиска книжка. Ама во нашата група не припаѓаат оние кои имаат само затоа што силно веруваат и лично се залагаат за некоја идеја и идеологија. Туку само оние кои ја сметаат за основен извор на доход и експресен начин за добивање работно столче. Општеството би било здраво ако партиските заслуги овозможуваа напредување само во рамките на партијата, а пак парламентот и владата беа единствените места каде што политиката се практикуваше. Денес тоа е утопија. Како лава од вулкан кој што туку еруптирал, политиката започна да се излева од круговите на политичарите и се развија низ школите, градинките, театрите, судовите. Оваа лава го покри значењето на квалитетот. Личните способности па ги направи ирелевантни. Им ја уби мотивацијата за учење, трудење и доусовршување на огромен број млади луѓе. Наместо да работат на себе си, тие одлучија да станат војници на самопрогласени политички генерали кои им ветила некаква си услуга. Немајќи никакви други способности, сами си дозволија нивната иднина да зависи единствено од исполнувањето на тоа ветување. Се прашувам само, свесни ли се? Свесни ли сте дека тоа може и никогаш да не се исполни? Зашто чинави птичките знаат дека едно столче во администрацијата веќе најмалку 20 го делат. А на оние кои веќе седат таму, неголемиот кошмар би требало да им биде промената на власта. Зашто со неа? Лесно ќе се промени нивниот статус на вработени. И едните и другите, за овозможување на сопствената екзистенција еден ден, со сигурност ќе бидат принудени да излезат на пазарот на трудот. А таму владеат суровите економски правила. Како и на секој друг пазар, поборувачката е висока само за уникатните и повредните квалитети, а страшно ниска за оно што го поседува секој петти. Таму наместо политичките моќници владеат предприемачите. Секој од нив, однесувајќи се како хомо економикус, малку веројатно е дека својот капитал би го препуштил на неквалификуваните и неопитните. Ве подсетувам, вештите војни не би требало да ги следат околностите. Тие треба да бидат пред нив. Не заситувајте се од лакомост со сегашната понуда, без воопшто да ги предвидите последиците во иднината. Не прифаќајте ненормална професија за нормална. Јас одлучив. Бидете и вие сами своји генерали. Немојте да се построите во редот на нечија војска.